На оваа фотографија се наоѓа ќерката на една мајка по име Ангела. Родена е благодарение на инвитро процедура. Околу ќерката на Ангела се распоредени сите игли и шприцеви кои што биле користени во процедурите неколку години, потребни за да Ангела конечно добие бебе. По оваа фотографија, многу мајки низ светот одлучуваат да ги споделат сите игли, шприцеви, солзи, болки, немоки тага, но на крајот и неизмерна среќа. Имаме и ние наша Ангела, со поинакво име и презиме и македонска адреса. Ова е приказна за една силна жена. Жена која што ја собрала сета своја храброст, енергија, љубов, емоции и заштеда за да се оствари во улогата на мајка. По цели 20 години борба со системот, администрацијата, болниците, со самата себе. Денес на свој 49 години, Васка Леонтич е мајка на Ана Портија Бјанка Леонтич. Ова е приказна за Васка Леонтич. Таа е стилист, едукатор, основач и директор на приватното средно училиште Академија Леонтич и собственичка на студио Леонтич. Родена е во Истанбул, Турција, од 4 години Скопје е нејзиниот дом. Од кога памети за себе покажувала интерес за модата, особено авангардната. Првите 2 години од средното образование ги учела во Коча Рацин за моден креатор, а потоа во Димитар Влахов во групата Фризери. Вели дека од оваа перспектива направила добар избор. По 8 годишно работно искуство отворила собствено фризерско студио. Во 2012 година работела како координатор и директор на проектот Донација од јавен интерес, наменет за децата без родители. Васка Леонтич е жена индивидуалец борец која сака предизвици. Можеби се уште е табу кога жена сама ќе се одлучи за инвитро, но таа на 48 години го направи тоа. Васка верува дека во животот се е со причина. Првиот пат била бремена од човекот кого го љубела, но бременоста прекинала поради лекарска грешка. Од тогаш вели дека низиниот живот целосно се променил. Била во депресија, а си помагала со пешачење на водно и читање книги од областа на психологијата. Со партнерот се разделиле. Од тој период сакала да избрише се. Потребни биле 6 години додека повторно можела да започне со процесот за забременување. Леонтич не сретнала партнер кој како неа толку силно посакува да има дете, а не сакала да биде со партнер само за да се знае кој е таткото на детето. Одлучила да купи биолошки материјал од 2 банки. По третиот инвитро обид во април годинава, по многу тешка 8-часовна операција станала мајка на малата принцеза Ана Портија Бјанка. Идејата дека ќе сака некој повеќе од себе не ја плашеше. Иако е со слободен дух и секогаш во движење, таа стана мајка. Почувствува дека низиното срце живее надвор од низиното тело и дека насмевката на низиното дете е најдобар лек. Сите имаме големи промени во животот кои ни помалку ни повеќе се втора шанса. Васка Леонтич доби втора шанса да стане мајка. Денес таа ужива. Покрај себе има својата ќерка која ја гушка, ја разгалува, си даваат безусловна љубов за каква што досега не знаеше. Јас сум сигурна дека денес Васка си вели дека за сите поминати тешки денови вредеше. Во општество какво што живееме, луѓето знаат да дадат коментар за сечи живот и постапка. Па така и таа ги добивала ониот типот "Зошто ти е дете кога имаш кариера?" Но Леонтич е борец која се слуша само себе, своите потреби и желби. Да, можеби кариерата и работата и се првата љубов, но Ана Портија Бјанка е љубовта која умее секој ден да ја менува, да ја прави подобра личност. Љубов која секој ден ја открива нешто ново за себе. Впушти се во авантура. Но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Васка, да се биде самоухрана мајка во Македонија е многу голема храброст, меѓутоа да се одлучиш на таков чекор на 49 години е уште поголема храброст. Како се денес 6 месеци по породувањето? Па сега многу е полесно. Првите 3 месеци беа најтешки, меѓутоа се нормално чувството дека си мајка и чувството дека имаш дете повеќе сум свесна. Првите 3 месеци се уште не бев свесна затоа што имав болки, организацијски уште колку и да се подготувате претходно пред да се породите, не знаете што ве чека и како ќе биде детето кога ќе се породите, но имам голема среќа бидејќи Ана е мирно дете, лесно е за чување, навечер не се буди, спие, првите нормално 40 дена грчевите, тоа што имаше во стомачото поминува, меѓутоа
Морам да кажам дека стварно имам голема среќа што е мирно дете, инаку би било пеколно за мене. И да работа и дете не е баш се едно. Во Македонија малкумина се одважуваат да дискутираат за инвитро процесот. Јас ти благодарам за тоа што мислам дека си првата јавна личност која што се одважи да дискутира на оваа тема. Како се реши на таков процес? Како влезе во целата оваа приказна? Како? Па не е лесно ни за мене да говорам. После прв пат во мојот живот говорам нешто приватно за себе, освен за работата, никош не сум разговарала. Но после тоа, од кога се објави интервјуто, многу мајки, многу пријателки мои, не сум ни била ни свесна дека сите биле те по тој чекор. Многу е полесно кога ќе ја споделите својата мака и кога ќе споделите своето искуство. Јас тоа искуство го имав дека го правев инвитрото, многу жени, мајки ми помогна дека лежевме заедно и бев пресреќна што не бев во VIP просторија каде што сте изолирани, каде што сте сами, бидејќи тогаш не можам да ги слушнам сите тие нивни искуства и благодарение на нивните искуства и мене ми успе инвитрото. Бидејќи не сам инвитрото да се напри да ги примите хормоните, него попатно што треба и друго да правите за себе, на кој начин да ги аплицирате инекциите и хормоните и да ги примате лекарствата, исто е така и многу е битно. Токму поради тоа моето говорење во јавноста е да помогнам на многу мајки како мене, на многу девојки кои се самохрани и не се само самохрани, кои се во семејство и во брак, каде што треба дали да има некоја асоцијација или некоја заедница, бидејќи стварно е потребата од разменување на искуство е многу потребно, прво не само како да си помогнете во тој период за целиот процес, туку и психички да си помогнете. Многу мина од нив веќе не ни успеваат со инвитрото затоа што се оптеретени и психички, бидејќи некој тоа во семејството очекува свекрвата, мајката, вршат притисок, нема дете, бракот нема да успее и ред други работи, бидејќи тоа го доживува во болница, бидејќи за девојката не доаѓа сама, не доаѓа него со 30 луѓе, од свекрвата, вујната, чичкото, стрината, 30 луѓе наредени во болница, каде што место девојката се релаксира и да биде со сопругот или сама или со некој партнер, да мора целиот тој стрес и сите тие коментари попатно да ги слуша, што не е едноставно. Јас само што слушав бев под стрес, а камоли тој што треба да го прави инвитрото. Токму поради тоа кај нас се уште на оваа тема не се дискутира, ниту пак се превземаат мерки, бидејќи им смета дека плодноста или неплодноста кај жената или кај партнерот довеќе само тоа како ќе се изведе чинот. Тука имат и многу попатни работи кои се психички оптеретени и жената и мажот или девојката која е подготвена да го направи тој чин. Тоа беше моето следно прашање. Вие од самиот старт не криете дека во овој инвитро процес влеговте по пат на купена сперма, односно со донатор. Колку македонските здравствени работници, колку психолозите во македонските здравствени установи се спремни за да примат еден таков пациент, условно кажано? Колку имавте помош од самите нив? Колку знаеа да ве водат низ цел тој процес? За жал, освен доктор Петановски, што беше прекрасен од самиот почеток кај мене и ја свати целата ситуација и ме смири во целиот процес, и доктор Данче од Ремедика, сестра Данче која цело време ме водеше и 24 сата беше подготвена на телефонот било кога да ми е тешко или да треба да прашам или имав реакција или ќе качам температура, беа подготвени да ми помогнат. За разлика од другите институции, кога требаше да ја купам спермата, бидејќи вие имате документација поголема од присвојување на дете, бидејќи јас знам над моја 30 годишна возраст поднесов документи за да посвојам дете. Јас тогаш имав помалку папирологија него што се имав кога купував спермата. Меѓутоа најтешкото беше за мене кога ќе ме прате во тие институции, тоа беше само проформа, дури не ни читаат за што сум дојдена и одговара сосема неадекватни коментари или упатства во тој момент. Поготово за тие психолози каде што одевме, не ни е читани документацијата зашто сте, зашто е намената документацијата, дава несоодветен совет. Токму поради тоа ќе кажам дека јас бев спремна и во зрели години, каде што ова не го решив преку ноќ, 10 години веќе сум на овој процес и читам и се подготвувам, така да не е едноставно да речете го одлучив преку ноќ. Значи е потребен процес и време и самите да бидете подготвени со себе за да се направи таа одлука, но дека е потребна помош од институциите и каква и на мене ми беше потребна. Така да не говорам тие девојки или жени кои се во брак.
бидејќи тука имаат голем притисок дали ќе го задржат бракот, дали ќе го задржат сопругот, бидејќи дали ќе семејството, свекорот, свекрвата, целото семејство врши притисок дека не е плодна жената, дека не може да успее, не е секогаш дека не е до плодност, едноставно од X причини не успева, така да или ќе се премажат или ќе се разведат, па потоа обете страни имаат деца. Така да тука се многу битни фактори, меѓутоа битна е и болницата да има подготвеност, кадар, каде што не е само чинот на инвитрото постапката и прими ги хормоните, него и самиот процес да се смири личноста е многу е битна. За инвитро потребна е психолошка подготвеност, потребни се финансиски средства. Ти имаше 2 неуспешни обиди. Имаше ли моменти кога се предомислуваш и кога сакаше да се откажеш од целиот тој процес? Па јас буквално целата моја заработка овие 10 години ми беше капитал за инвитрото. И тоа не е баш ефтино, поготово кога сте сами, државата немате подкрепено затоа што ви вели ви имате 45 години, до 45 години фондот покрива, после 45 години фондот не ви дава никаква помош на надоместок. Дури клексаните што ги зема фондот што ги враќа, не ви ги враќа, се дека го гледа моето примањето што ги имам, ги вратија 70% или 60% од целиот износ, така да немате вие никоја подкрепа финансиски, ако сме ние осигурани и така натаму, а не е ефтино да се направи инвитрото. Така да и многу мина можеби сакат и да имаат потомство и да имаат деца, меѓутоа едноставно финансиски не може да си го дозволат таа. И ја бе во одредени ситуации и подготвена и да продадам дел од имот или нешто за да можам да продолжам понатаму да го правам, бидејќи не е само чинот на инвитро, тука чини и спермата да се купи, јајцеклетките да се купат, да се целиот постапка вие хормоналната терапија, не може докторот да ви каже колку тоа ќе чини, бидејќи не знаете до кај бременоста како ќе се одвива. Ви имате една терапија пред да почнете, терапијата 9 месеци доека трае и потоа веќе од кој ќе се породите. Имаше ли кој да ви го објасни процесот? Како течат сите овие работи? Имаше ли кој да ве советува како да го одберете донорот или се тоа го правевте сама? Читавте, гуглавте на интернет? Па сето тоа сама го подготвав. Затоа што вие кодите таму нема толку време за ви посветите, има толку многу работа, вие сте сами на себе. Сите викат извини глава ме боли, колку пациенти, вие гледате самите кои ќе влезете, дури веќе ви иритира што стоите, вие не смете да стоите, а веќе чекате. А да не говорам бидејќи и моите пациенти чекаат во салонот, бидејќи јас имам работа, никој нема разбирање за вас тоа што сакате приватно да го направите. Првите неколку обиди јас криев, затоа што не сакав да ми влие на работата, затоа што ако веќе чујат клиентите, сега веќе таа насочена кон тоа, нема да работи, нема да се фокусира кон работата, ќе биде детето во прашање, и првите неколку обиди дури кога правев ќутев. Дури веќе морав да се заштитам самата себе си од хемикалија, од работа, веќе третиот обид, веќе кога беше крајно да одлучам да го направам, веќе тоаш говорев и едноставно гледав колку што можам да се заштедам и покрај тоа што го работев до последниот ден до пораѓај. Репродукцијата не е повеќе прашање кое е надвор од човековата контрола и кое исклучиво зависи од природата. Напротив, станува збор за избор на потенцијалниот родител, дали да стане родител сега или пак тоа да го направи подоцна, дали сака да ја надмине стерилноста, дали сака неговото дете да поседува определени генетски карактеристики. Зачнувањето на дете на сама мајка со донор на генетски материјал, како и постхуманата репродукција, сега станаа составен дел од современото живење. Инвитро или оплодување и создавање на ембрион во стаклен сат е најпопуларната метода на подпомогнато биолошко оплодување и носи надеж на многу жени. Луис Браун е првото инвитро бебе родено во Велика Британија во 1978 година. Луис Браун не е само зачеток од незините родители, туку е почеток на нов и револуционерен концепт во репродуктивната медицина. Првото бебе од епрувета во Македонија е родено на 29 декември 1992 година на клиниката за гинекологија акушерство во Скопје. Ѓултена Демовска од Скопје на 27 години преку процесот на инвитро оплодување го роди Албен, бебе за кое семејството чекало 7 години. За техниките на оплодување, либералноста во законите на биоподпомогнато оплодување во Македонија, самохраното мајчинство, зборувавме со доктор Татјана Горжанова, субспецијалист за хумана репродукција и репродуктивна ендокринологија. Кои техники за вештачко оплодување ги применувате? Постојат ли индивидуални протоколи за секој пациент? Обавезно почнуваме и започнуваме со секој пациент, дали е тоа пар или
пациентот сам ќе дојде со индивидуален протокол. Прво се прават диагностички процедури, па потоа врз основ на резултатите се пристапува индивидуално кон секој со третманот. За вештачки оплодување третмани се класичното инвитро и икси методата. Најчесто во нашата клиника се употребува икси методата. Има и други методи каде што се соочуваме со тежок машки стерилитет. Тоа се така наречени пикси или имси методи кои што се користат, но нели да не навлегуваме премногу во детали за техниките. Така, доколку еве пациентката се одлучи за инвитро оплодување, каква е постапката? Прво доаѓаат на една консултација. Дали пациентка или пар, значи пошто кај нас нашите закони се дозволуваат и самохран родител да направи биопотпомогната нели постапка или инвитро техника. Потоа се гледаме нели пациентката дали претходно имала направено некакви испитувања, доколку нема направено, даваме еден пакет, една палета на диагностички испитувања, кои што после тоа ќе ни бидат поидовна точка како да пристапиме со третманот. Значи сепак прва е консултацијата, разговорот, па после тоа правиме план понатака како ќе се кои диагностички методи ќе се применат и врз основ на резултатите каков протокол ќе се примени или каква техника на инвитро. Колку трае целата постапка? Целата постапка на диагностика зависно со тоа, значи кај нас е за жал здравството поделено на приватно и државно здравство. Кога тоа би одела преку јавното здравство, односно државното здравство, односно преку фондот за здравствено осигурување, диагностиката е малку подолга, да речеме месец или два. Кога би оделе приватно преку приватното здравство, односно кога само пациентот се самофинансира, тогаш е многу пократка целата постапка. Зборам за диагноза на ајде да кажеме болест. Не е тоа болест, тоа е состојба. Стерилитетот или поново инфертилитетот не се смета за болест, туку се смета за состојба која што може да се реши. А додека пак инвитро постапката, после диагностичките процедури за да стасаме до инвитро постапка, обично трае некаде 3 недели најмногу, доколку све тече гладко и школски и очекуваме ако веднаш завршиме со целата инвитро постапка, очекуваме успех. Ја спомната либералноста во законите за биопотпомогнато оплодување во Македонија, а тоа е во тоа што не само паровите, туку и самохраниот родител може вештачки да биде оплоден, односно со јајни клетки и сперматозоиди. Вашата клиника работи со биолошки материјал кој го нарачувате од реномирани европски банки. Најпрво кажете ми кои се критериумите? Дали генетски се испитуваат донорите, пред се каква е нивната здравствена состојба? Така, сега да почнам од почеток околу законот, за разлика од цела Европа, дури и до оние држави кои што се центри на медицински туризам, посебно во инвитрото, Македонија има полиберални закони. Значи тука може и самохран родител да направи, еден самохран родител, само жена, за жал се уште не може тоа маж да го направи, да дојде до посакувано дете преку сурогат мајка, но сепак жена може да направи инвитро со дониран семен материјал или дури и со донирани јајни клетки, онаму каде што се работи веќе за многу намалена оваријална резерва или пак за жена над 40-та година, затоа што веќе над 40-та година не се очекува многу успех со сопствени јајни клетки, посебно над 44-та веќе година. Критериумот за донирани, значи работиме со европски банки и за семен материјал и за јајни клетки и тие сите подлежат на строгите европски закони и критериуми за да ги задоволат потребите на клиентите. Мора да бидат генетски испитани од оние генетски заболувања кои што се карактеристични, кои што најчесто се појавуваат во Европа. Исто така се испитани и биохемиски да се види каква е нивната здравствена состојба, податоците за донорот, значи донорот е анонимен, под број се води, исто така податоци за фамилиарни заболувања, за неговото семејство, колку години има, со каква професија се бави и исто така од некои банки, некои донори има и слика од донорот од бебе, нормално не од возрастна личност, заради тоа што потребно е донорот да остане анонимен. И таков е законот кај нас, да донорот остане анонимен кога се работи со европски банки. Например, во други европски земји се инсистира на тоа донорот да биде запознаен со парот, каде што ќе ги донира своите јајни клетки.
Амина Харт од Мелбурн го запознала својот сегашен сопруг Скот Андерсон дури откако во 2012 година забременила со неговото дете преку анонимно вештачко оплодување. Донорот на сперма навел дека би сакал да го запознае своето дете кое ги носи неговите гени. Таа стапила во контакт со Скот и му предложила да ја запознае неговата ќерка Лела. Се сретнале на роденденот на нивното дете и за кратко се влюбиле еден во друг. 12 месеци подоцна, двојката се венчала, на прославата присуствувале 130 пријатели и членови на семејството, а малата Лела го носела цвеќето до олтарот. Самохраното мајчинство има морална димензија во секојдневниот живот, па така самохраните родители не само што не добиваат општествена поддршка, туку многу често и се осудувани, се предмет на озборување. Кажете ми, кога ќе дојдат кај вас, каква поддршка им давате вие на тие пациенти, што најчесто ги советувате? Веќе се спремни. Чим дошле кај нас, значи веќе расчистиле со дилемите, со предрасудите на општеството и со погледите на комшилукот. Значи, кога доваѓаат кај нас и веќе доваѓаат за да направат и да реализираат таква постапка до крај, мислам дека се веќе зацементирани во својата идеја. Поддршка даваме максимална, не значи само технички аспект да се направи, да се изведе тоа туку, затоа што подолго време се дружиме, давам и максимална, и како жена на жена дава максимална поддршка тоа да го оствари, да го реализира. Денеска дојде време кога веќе институцијата брак губи своето значење, најмногу веројатно заради тоа што жената е финансиски независна. И сега кога жената е финансиски независна, обично своите 20-30 години ги потрошила во бркањето на кариера, во создавањето на некој си рейтинг во општеството и на некаков си статус во општеството. Мислам дека таа жена може да си дозволи малце да ја озборуваат, нели? Па веројатно и затоа и малку подоцна и жените во последно време се одлучуваат да се реализираат како мајки. Значи поместена е старосната граница. Меѓутоа ме интересира ваше мислење. Која е идеалната возраст за една жена да се реализира како мајка и доколку се одлучи тоа да биде подоцна, кои се ризик факторите? Старосна граница според закон во Македонија немаме, иако ние и во нашата клиника се водиме према европските критериуми, тоа е 53-та годишна возраст. Кога веќе животот се продолжува на 70 или 80 години, зашто да не биде една жена, здрава жена, реализирана како мајка и во доцни 40 или рани 50 години. Според мене, доколку се работи за здрава жена и сме имале такво искуство, нашата најстара пациентка е 53 годишна, значи немаше никаков проблем со нејзиното здравје, си ја истера бременоста како да има 23 или 33, а не 53 години. Сметам дека е првенствено да биде здрав организмот. Носи ризик возраста заради кардиоваскуларните болести, но ако ние видиме дека пациентот има претходно, значи пореметување на општото здравје, општата здравствена состојба, тогаш и не ни советуваме да се подложат на таков третман за да дојдат до мајчинство. Но ако се работи за жена која што е здрава, зошто да не? Може да се случи гестасијски диабет, може да се деси хипертензија во бременоста, некогаш е зголемен и ризикот за предвремено породување, кога ќе се земе и возраста и инвитрото како постапка, но се на се тоа се ризик фактори кои што се исто така асоцирани и со една родилка во 30-те години или во раните 40 години. Денешната динамика на една жена значи да исполнува повеќе улоги истовремено. За среќа, гинекологијата и биологијата се едни од најнапредните гранки кои ги следат промените и успеваат да ги неутрализираат нуспојавите од овие динамики. Македонското општество во принцип функционира и препознава брачна заедница во смисла само сопруг и сопруга. Многу тешко знае да функционира кога станува збор за сама единка. Кои беа погласни, оние кои што те храбреа и беа на твоја страна или оние кои што те осудуваа? Па јас искрено ги слушав и едните и другите, но си терав по својот пат. Не можам да кажам дека многу беа воодушевени од идејата. Веќе кога се случи целиот процес, нормално сите честита и беа повеќе, сите беа алалдати на храброста, тоа беа коментарите и браво за храброста. Не знаев како тоа да го толкувам, меѓутоа што беше кај мене никош ни до сега додека сум работела, бидејќи имало и многу лоши коментари кои правев и академијата и школото,
револуционерна во многу работи бев низ мојот живот и многу бев подготвена многу повеќе да слушам коментари лоши отколку добри, нормално има и добри, но секогаш кога нешто прв пат се прави во животот, ти сте први во нешто кога правите, нормално дека е неприфатливо за средината, неприфатливо е за околината, луѓето тешко е да го стварат тоа, зашто тоа го правите и на крај после тоа веќе кога ќе го поминете патот, кога гледат дека е добро, па почнуваат да одат по вашите стапки. Верувам дека и сега тоа истото ќе биде. Бидејќи јас кога објавив, јас бев запрепастена колку добив во инбокс пораки, колку ми пратија писма, колку луѓе ми се јавија што ја лично ги познавам, а појма не сум имала дека поминуваат низ тој пат. И дека се обидуваат и сега ме се јавува за совети, каде сум го правила, што сум правила. А замислете кога секој јавно би говорил, колку мина би можела да си помогнат на самите себе си. И многу повеќе може да успее. Сами ја споменавте Академијата Леонтич, се селиме малку на бизнис. Пред да бидете мајка, бевте бизнис жена, се уште се бизнис жена. Како се вклопуваат едната и другата работа? Како наоѓате денес време за се? Вашиот бизнис не може да трпи, не го оставате никому и ден денес го работите тоа сами. Како се снаоѓате сега и во двете улоги? Па не можам да кажам дека е лесно. Би лажала ако би кажала дека е лесно. Мојата приватност е посветена на Ана, бидејќи нормално си осеќа детето отсуството на мајката, додека се снајдовме да најдеме бебиситерка, жена која ќе очува, фала Богу, стварно најдовме прекрасна жена која е прекрасна мајка била и баба и чувала и внуци, знае како да се однесува кон Ана и нас не учи. Меѓутоа тоа што се однесува првите 5 месеци, буквално ние чувавме во салон. Тоа е глупо да го кажам, меѓутоа немавме друг избор. Покушавав да најдам и одев и преку агенција и мисля луѓето дека јас се изигравам и дека уживам детето да ми седи меѓу фарби, меѓу хемикалија и ме осудува дури некои клиенти дека не е тоа добро за детето, меѓутоа никој не може да свати од другата страна како ви е вам кој работите. Од самите почетоци почнавте авангардно и ден денес си водите тој пат. Што правите во моментов? Што работи Академија Леонтич деновиве? Сега тоа е најинтересната тема, бидејќи не можеме да престанеме во нашето креирање или во нашата работа. Тука веќе почнуваме да го активираме веќе школото и направивме, веќе ги добивме верификациите за моден стилизам и планираме дека оваа наредната учебна година 2019-2020 да започнеме со обуките за модниот стилизам. Тоа е нешто што веќе го следевме овие 10 години работејќи со европските проекти и мораме да сватиме, ако сакаме да ги вратиме младите во занаетчиството и повторно да бидат во работата, во фризерскиот дел, во козметиката, во шминката и во масерството, мораме да ги следиме технолошките промени во светот и во Европа, во Балканот, бидејќи технологијата се менува, називите веќе се менуваат во образовниот дел, така да веќе модниот стилизам, никој не вели јас сум фризер или шминкер или козметичар, веќе тоа вели јас сум моден стилист, а тоа значи да се биде моден стилист треба да знае да ги прави фризурите, шминката и ноктите, без разлика дали е машко или женско. И веќе звањата се менуваат во тој поглед и сите стручни училишта веќе ги менуваат и називите на училиштето да бидат актуелни за младата популација. И токму поради тоа веќе и ние ги направивме модниот стилизам. Беше тешко, како се впрочем во мојот живот кога нешто прв пат правите. Во Центарот за возрастни во ЦОФ нема разбирање и слух ни самата комисија, бидејќи не знаат што е моден стилизам и кај нас поимот за моден стилизам смета дека треба да знае да крои, да шие и се уште не ги знаат категориите каде припаѓаат. И имав проблем од 3 пати да ја преработам целата програма и смета дека првата програма ги скратуваат фондот на часовите, не сме повеќе од 300 часа да има. Потоа скратуваат обуките што да учат учениците, што истото е многу глупо, бидејќи во светот дозволуваат проодност, вертикална и хоризонтална проодност, да модуларниот систем самите ученици бираат кои модули да ги учат, тоа кај нас се уште е непознато, за разлика во Центарот за возрастни. Има многу работи кои се нерегулирани во Центарот за возрастни, кои се многу заостанати, да кажам, и од каде што не се коси со денешната работа во светот и популација
манипулацијата што во светот младите учат и на кој начин ги изучуваат модулите, кај нас е стрикно ако е фризер да учи за фризер, ако е шминкер да учи за шминкер, што многу ќе им помогне на самите ученици понатаму на пазарот на трудот, дали во Македонија, дали во светот, да најдат побрзо работа, да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и нормално да го работат тоа што го сакат, не тоа што им е наметнато или дека таква рамка има поставено општеството кај нас. Со оглед на тоа дека повеќе од 20 години го градиш брендот Леонтич, а Ана го носи презимето Леонтич, каква мајка ќе бидеш? Ќе инсистираш да продолжи по твоите стапки или ќе оставиш простор да одбере сама што сака? Јас и тој пред да се породи или претходно сум го кажала, бидејќи имам и уште едно внуче во нашето семејство и така не воспитал мојот татко, никогаш да не работиме нешто што не го сакаме. Така да јас на Ана не би вршила притисок, нормално дека таа ќе го наследи сето тоа што сум го создала, меѓутоа не мора да ја наследи фирмата по која што веќе години, 25 години оваа година ќе правиме од кога постои Леонтич, би сакал тој да ја наследи фирмата, може мој вработен што го познава системот на Леонтич, што ја познава работата, што ја сака работата, не дека ми е керка, па по секоја цел да биде фризерка или шминкерка или стилист или понатаму, значи може да менеџира, може да ја во себе ја научила, но прво дали има желба. Ако се нема желба и ако нема талент, џабе да вршите притисок во некоја работа ако детето тоа не го сака. Ја би била пресрекна да видам дека прво има талент, а тоа се гледа уште од малечка, бидејќи јас од мали нозе од мој 9-6 години откривав дека имам желба по модата, не само во фризерски оддел, него воопшто. Меѓутоа не е по цена нит пак да ја терам да оди на факултет, ако не сака. Би сакала нешто да учи без разлика што ќе одбере, но во тоа да биде среќна, исполнета и да го работи најдобро што може. Повторно ќе те вратам на мајчинството. Се сеќаш ли на првите моменти кога ја виде Ана? Па јас, тоа беа најтешките моите моменти во животот, бидејќи имав многу тешка пораѓа и бременоста беше многу тешка и нормално мислам дека лекарите направија максимум од себе да останам жива и здраве јас и Ана. Тука тимот се породи во државната клиника, не се породи во ниедна приватна болница, бидејќи стварно паралелно ја водев бременоста и во Ремедика, кај доктор Петановски, меѓутоа паралелно и во клиника, бидејќи ми кажа на самиот почеток, бидејќи ако дојде до некоја компликација, тие дека нема да ме пораѓаат и не се знаеше до кога јас ќе издржам, дали 26-та недела, 27-та недела, ја дотуркав дента на 38-та недела кога веќе ме оперира. Меѓутоа, тимот исто во клиника, можам да кажам дека со Кети Дудевска го направи целиот тим за пораѓај. Со него беше доктор Горан, кој ме породи и не само тој, него и целиот тим на анестезиолози се веќе за жал не ми текнуваат имињата, меѓутоа дадоа максимум од себе за стварно и јас и детето да бидеме во најдобра форма. Јас тие моменти бев како да кажам во шок, дури беа и самите доктори како не се смеам, не се радувам, ниту пак плачам, едноставно сте толку истрошени, iscrpени, да ви се iscrpени и емоциите и чувствата, дури веќе многу, дури сега можам да кажам дека нешто чувствам, него ли тие првите 3-4 месеци јас буквално бев во болки, бев уште не можев да си доам на себе. Детето го гледав само тоа што треба механички да направите, кој ќе ми рече некој дека првиот момент ја осеќате мајчинството, не можам да го кажам, такво чувство немав, меѓутоа бев 2,5 дена, 3 дена во шок соба, така да по 12 дена бев во болница, од кај да бев по терапија за болки, така да јас имав 2 операции во едно, не само пороѓај, дека таква беше лоша состојбата да мораше све да се отстрани од мене, така да сите тие моменти си нормално си има додатни реперкусии отпосле. Но веќе се сето тоа помина, нормално имам уште некои болки во самата нога, меѓутоа не се онакви болки или такви трауми кои што беше сето тоа на самиот почеток. Сега веќе можам да ја чувствувам, да се радувам со неа, да правам планови многу полесно, него ли од самиот и нормално јас се навикнувам и се прилагодуваме. Помош имам од сите страни, од мојот тим, од моите пријателки, од моите другарки, значи сите ми помогна, поготово мојот тим од самиот почеток, од првиот ден беа тука, се што беше потребно да се направи околу Ана, со дека не се најде жената која ја чувам во моментот Ана, меѓутоа до тогаш сите си помагавме, па и самите клиенти кој ќе дојде да ми помага, кој е слободен, ќе причуваше, бидејќи првите 4,5-5 месеци буквално израсна во салонот со нас. Ана има уште 2 имиња, која е приказната, зашто
Има 3 имиња. Па јас не Пет сум Леонтич. суеверна, меѓутоа како вела човек кој ќе се најде во одредена ситуација, вај да постанува и суеверен. Требаше да се вика Иванка по мајка ми, меѓутоа така ние сме сите деца крстени, јас, сестра ми, по бабите или по дедовците. Меѓутоа се смени целото моје мислење во болница, за жал и мајка ми е разочарав. Меѓутоа така ми дојде и некои работи така и спонтано се случуваат. Портија, јас пред 6 години бев во Португалија, во свето место во Фатима и тоаш огромна желба имав да имам деца, меѓутоа сето тоа не се одвиваше баш така лесно. И таму се заветив ако добијам керка или не е битно машко или женско, дека ќе одам 5 стази кои ги има таму во тоа светото место што не е баш мало, дека ги гледав луѓето и прашав зашто одат на колена. Тие велат па се помолиле пред неколку години, не гледале, прогледале, биле инвалиди, па веќе прооделе. Јас не верував никош во ништо, ме знаат сите, ни по цркви, ни по бајачки, ни по натални лекарства, во ништо не верувам, дури лекарствата ако треба да ги пијам, не ги пијам до крај. Така да викам добро, ако е така, јас ќе се заветам и ако биде, тоаш јас ќе го направам. И така да, кога веќе се пораѓав, јас го слушав анестезиолог, ме шлапкаше по лице, ајде Васка, ама јас не можев никако да се освестам. И во тој момент доктор Лидија Маџова ми ја носи Ана, началничката во гинекологија, во бела пелена и она целата бела измрцварена од пороѓајот, царски рез беше и чиста беше во лицето све. Само очињата ја гледам, ама немам воздух, само ми ја допре, ја слушам допрете ја донезе у тој смисол. Ја допре да очекува тука да заплачам или не, јас не заплакав, него само тоа што веќе почнав да дишам и да се освестувам. И така ми дојде името да биде Ана Портија Бјанка. Така да Бјанка ми беше асоциација на Незебела и Портија по Португалија. Еден ден Ана ќе порасне и сигурно ќе има многу прашања за целиот овој процес. Ве подготвили некој за како утре да се соочите со тие прашања од нејзе, за тоа кој е татко и како вие се решивте на еден ваков чекор? Па многу читам за тоа, меѓутоа до сега со никој не сум разговарала, меѓутоа со разни советувања со мои клиенти кои разговарам, кои имаат иста ситуација како мене. Нормално е кога ќе знае вистината во првиот момент на кој ќе се ознае за себе, да порасне, меѓутоа јас не крием, ниту јавноста не крием, ниту пак сум анонимна личност, верувам дека тоа не може да се сокрие. И Ана тоа ќе го знае, во моментот и ги раскажувам приказните за нашиот живот, меѓутоа кога ќе порасне таа, сигурно таа ќе свати дека таа приказна е за нас. Меѓутоа не би криела ни во ниедна ситуација и планирам да однесам и во Португалија, кој ќе проди, кој јас ќе ги правам тие стази чекори да свати дека да има верба во животот, да не биде неверни тома како мене. Така да никош и треба да се верува во нешто за да те држи човек и да може да истрае. А би ја однела бидејќи спермата е од Норвешка, би однесла и да запознае татковината од таткото, ако не познам, и да знаеме нешто повеќе за таа култура, да знаеме повеќе за на тој начин ќе биде и поблиску како живеат луѓето, која е нивната традиција, да го научи и тој јазик, затоа што тој е дел од незе, така да без разлика што ние нема никош да го запознаеме, меѓутоа имаме во документацијата тој што има напишано кога ја давала или ја продала спермата, затоа што сите имат по нешто оставено и податоци за гените и за целото потомство таткото. Така да не дека не знае ништо, меѓутоа ќе се потрудам колку што ќе може по таа култура, традиција поблиску да биде до неј. Се надевам дека оваа емисија ќе ја гледаат многу жени кои што сакаат да го направат ова кое што го направи ти, сакаат да си го исполнат тој сон, меѓутоа од X причини не може да го направат тоа. Дали е затоа што немаат разбирање од партнерот, дали е затоа што немаат финансии или едноставно се плашат од реакциите на општеството. Имаш ли некаква мотивирачка порака за нив за крај? Па како, верувам дека ни една работа која човек ја прави прв пат не е лесно, но прво треба, што најбитно е, самиот да се верува во себе, не луѓето што ќе кажат, не околината или средината како ќе прифати. Ако не сте расчистиле самите со себе, може околината и да ве прифати, и да ве поддржи, и да ви помогне со финанси, и ред други работи што се стварно тешки да се истрае до тој пат, но прво морате да расчистите со себе дали вие кога ќе направите тој момент да не дојде потоа детето да го мразите. Детето не е виновно за ништо, ни за нашиот живот или пак ситуацијата што дошла да се направи на тој начин. Бидејќи многу мина се плашат од возраст, од староста,
да не помине времето, па потоа не ќе можам да родам, ќе го родат, меѓутоа потоа го судуваат детето за се во животот, бидејќи не може им го ја пропуштиле младоста, ги испуштиле многу работи во животот што не ги виделе или не ги направиле, детето не е виновно. Јас затоа велам, чекав многу години, прво самата да бидам подготвена, за да можам да го направам овој чекор. Јавејќи кога бев самата спремна и решена да го направам овој чекор, сега немам ни една сила, ниту пак некој било кој што да ми каже, ни допира до мене. Ни дали некоја реакција ќе направат. Само ми е, внимавам да детето не страда, внимавам на тој начин како татоа ќе го прифати, да свати дека е нормално, не сме први, не сме последни, ниту пак ќе бидеме последни, но да свати бидејќи имаат биолошки родители по различен основ, и како децата се раѓаат по различен основ. И дека тоа технологијата се менува и оди напред. Пред 20-30 години било нешто поразлично, сега е многу поинакво, така да ги распознава половите и да не прави предрасуди, ниту пак да има предрасуди ни за сопствениот живот, па понатаму да ги прифаќа и другите луѓе. Пак ќе кажам, проблемот е во себе. Ние како зрачиме, така луѓето така не прифаќаат. Ако ние сме обстеретени со таа мисла, и луѓето нормално дека повеќе ќе не толчат во тој поглед. Ама ако самите сме растеретени и дека немаме проблем со сето тоа, нема околината зашто да ве обтеретува или да ве обтужува или пак да ве гледа поинаку. Родител е родител, може па таткото да го изгуби во собрекајка или од болест и од икс причини да остане без родител. Но нормално дека овој чекор кога се прави, самите го студувате од самиот почеток да не го познава таткото. Не е лесно, пак ќе кажам, но не е ни едноставно кога немате дете. Значи, двете работи се болни. Начинот е само како тоа ќе го расчистите во самите себе си, да биде полесно и за околината, кога ќе расте детето, кога ќе се развива, и нормално да не му правите фрустрации на детето, да не биде тоа тема, ете гледаш мене што ми се случи, пази тебе да не те биде. Сите тие моменти треба да се внимаваат многу за да не се наметне на фрустрација на самото дете кое ќе расте. За крај, кога си исполните најголемата желба, ете веќе сте мајка, имате ли нови соништа? Имате ли нови амбиции? Па да, сега имам многу повеќе амбиции од било кога, бидејќи веќе ова ми беше 10 години ми ја одзема од животот и не, како да кажам, бев преокупирана со тоа, буквално ништо друго не правев, освен што работев и пишував проекти, работев околу проектите околу салонот, но сега веќе сум растеретена и нормално прво ми е сега да си имаме наш еден дом, бидејќи сега сме ни вамо ни таму. Првите работи ми се кај би патувала со незе, дека можам поради тоа што имам проблеми со ногата. Гледам каде што ќе можам повеќе да бидам време со незе, каде би оделе на одмори, бидејќи ја 10 години на одмор не отидов. Бидејќи целата ситуација бев по болници, по подготовки, по испитувања. И буквално почувствувам и желба и потреба не само поради Јана, него прв пат чувствувам желба и за себе, да се релаксирам и да се опуштам, бидејќи цело време беше трка за нешто да се направи и буквално нема време за себе, нема време за себе ни да се одморам, нема време за себе ни да се дружам. Се веќе целото моје слободно време гледам да го посветам на Ана, гледам и да си го посветам и на себе. Благодарам многу за тоа што сподели приказната и ви посакувам многу здравје и долг и среќен живот и на тебе, Нана. Ви благодарам вам и благодарам и на гледачите и на сите жени кои тргнале по овој пат, им посакувам успех и среќа. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Ова беше приказна за храбрата мајка Васка и нејзината ќерка Ана. Приказна која на цел глас ви вели годините не се важни. Предизвикајте ја судбината и исполнете ги вашите најголеми желби. Нурнете длабоко во себе и одлучете. Не е важно општеството, важна е среќата.
Не е важно дали сте сами или во брак, дали имате поддршка или не. Важно е дали сакате и дали можете. Ова е приказна за една длабока и суштинска промена, која на сите останати околу една жена им раскажува за граници, кои само таа самата смее и може да ги руши. Следниот пат кога ќе добиете желба, некоја девојка или жена да ја прашате зошто нема деца или кога деца. Сетете се на две нешта. Прво, навистина не е ваша работа. Второ, секоја ваше зошто може да има стотици болни за тоа.